Ги убивал па ги силувал, но не се чувствува виновен. 25-годишниот Трајко Бојковски, серискиот убиец од Кумановско на Горичани, на стартот на судењето за 4 убиени жени и 2 обиди за убиство. Првично не знаеше, ниту да се представи. Судницата се исполни со роднини на жртвите, но и бројни медиумски екипи. А тој се смееше кога судијата Мирсат Сурои го прашуваше за неговиот идентитет, иако тројца психијатри утврдија дека тој е способен да го следи судењето и бил пресметлив кога ги сторил грозоморните убиства. Обвинителот Љубомир Лапе истакна дека со умисла ги убивал жените за кои знаел дека живеат сами, безпомошни, најчесто биле кревки и спиеле. Намерата му била некрофилска, за да ги задоволи своите полови страсти кон мртви женски тела. Тоа ќе биде корелација помеѓу обдукцијските наоди од една страна и психијатриското, судско-психијатриското вештачење. Воедно, на истите околности се предложени и двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен нападот. И тоа сето во содејство со вештите наоди и мислење од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Адвокатот кој го бранеше Бојковски се откажа од него. Го советувал и очекуваше дека ќе признае вина, но обвинетиот негираше. Обвинетиот не го прифати мојот совет да признае вина на првото рочиште и сметав дека повеќе моите услуги правни нема да му се откорист и затоа го откажав полномошното на истиот. Според обвинението, сериските убиства се случувале од јануари 25 до февруари 26 година. И покрај тоа што жените биле пронаоѓани мртви во своите домови, полуголи, со модринки и крв, никој не пријавил дека се работи за убиства. И двете стари жени кои само среќа ги спаси од смрт и преживеа, пријавиле напад и го посочиле Бојковски, но сепак немаше истрага за него. 3 ексхумации и обдукции потврдија дека жените биле убиени, иако тие биле погребани како да се починати од природна смрт. А сега во обвинението до детал се опишани нивните скршеници и модринки. Обвинителството отвори истрага само за двајца доктори, мртво проверители од Куманово. Истрагата за нив можно е да се префрли во Скопје заради објективност. Очигледно е дека имало пропусти во самиот систем, така што да било спречено првото убиство, може би биле спречени останатите убиства. Меѓутоа, за жал, тоа не е така. Знам дека има друга постапка против двајца доктори, меѓутоа, за сега немам доволно информации за тој тек на постапката. Ќе оставиме во текот на постапката со оглед дека сега моментално сме во фаза на доказна постапка, ќе оставиме од доказите кои што ќе бидат изведени да се докаже што точно се случувало и како се случувало. Тие досега се повикани во обвинителството да дадат исказ за таа постапка за доктор? Сите се повикани. Трајко Бојковски се брани од притвор, а за следното рочиште е предвидено како сведоци да бидат повикани двете преживеани баби. За обвинителството ова е единствен ваков случај кој не е запаметен во македонската и југословенската историја.